Добро вечер во дневникот на Канал Плюс телевизија. На почеток следува кратката најава за дел од денешните настани. Новиот дневен центар за лица со посебни потреби во Македонска Каменица, чија изградба е целосно завршена, ќе биде пуштен во употреба почетокот на следната година, истакна дополнителниот заменик министер Диме Спасов. Неопходни се итни мерки за надминување на дефицитот на квалификувани работници во текстилната индустрија, е заклучокот од денешниот регионален состанок на Организацијата на работодавачи на Македонија. Над 4 милиони евра се вложени во изминатиот период во општина Пехчево. Најголем дел од средствата се потрошени на инфраструктурни проекти, истакна градоначалникот на општината Игор Поповски. Во понеделник на 21 ноември официјално започнува изборната кампања. Тогаш партиите ќе ги имаат првите митинзи. ВМРО-ДПМН традиционално првиот митинг ќе го одржи во Охрид, додека опозицијската СДСМ ќе стартува од Прилеп. Коалицијата ВМРО за Македонија наместо во понеделник кампањата ќе почне во вторник, за да не се поклопи со ВМРО-ДПМН, бидејќи тие првиот митинг ќе го имаат во Охрид. Дуи ќе започне од Липково, а митинзите во текот на кампањата ќе ги држат во затворени места. Фродем ќе стартува од хотелот Континентал. Од владеачката партија најавија интензивна и богата кампања која ќе опфати повеќе сегменти. Од СДСМ велат дека кампањата ќе им биде стандардна преку ден со средба со граѓаните, а навечер со митинзи. Партиските коалиции и партии кои ќе учествуваат на парламентарните избори на 11 декември ќе ги презентираат своите програми пред гласачкото тело. Според изборниот законник, изборната кампања почнува 20 дена пред денот на изборите, а завршува 24 часа пред денот на гласањето. Дополнителниот заменик министер за труд и социјална политика Диме Спасов денес во Македонска Каменица имаше прилика да изврши увид во текот на градежните активности на новиот дневен центар за лица со посебни потреби, чија изградба е целосно завршена, а ќе биде пуштен во употреба почетокот на следната година. Овој дневен центар многу ќе им помогне на родителите на децата со пречки во развојот од Македонска Каменица, меѓутоа и на самите дечиња. Досега голем број на деца го посетуваат дневниот центар во Делчево, што значи секој ден патуваа десетици километри накај Делчево и назад со цел да ги користат услугите кои што ги реализира дневниот центар за деца со пречки во развојот во Делчево. Веќе од почетокот на следната година ова нема да биде случај, односно родителите безгрижно ќе можат да ги остават своите дечиња на професионалниот кадар кој што ќе биде ангажиран, кој што ќе им посвети целосно внимание на децата кои што ќе бидат згрижени во овој дневен центар за деца со пречки во развојот. На пресконференција градоначалникот на општина Пехчево Игор Поповски даде отчет за сработеното. Над 4 милиони евра се вложени во изминатиот период во општина Пехчево, најголем дел од средствата се потрошени на инфраструктурни проекти, меѓу кои реконструкција, санација, одржување и изградба на улици во сите населени места во општината, истакна Поповски. Досега успеавме да инвестираме над 4 милиони евра во разни инфраструктурни проекти кои офаќаат реконструкција, санација, одржување и изградба на улици во сите населени места во општината. Изградивме нови линии за фекална канализација, градевме и реконструиравме водоводи, го уредувавме плоштадот во Пехчево, градевме спортски игралишта, а ги уредувавме и туристичките локалитети и паркови. Ја електрифициравме туристичката населба Равна река, за развој на туризмот во општината и многу други проекти за кои се сведоци нашите граѓани. За разлика од претходните состави, оваа локална самоуправа е препознатлива по тоа што за секој проект што е најавен или ветен, без разлика на неговата големина, претходи серија на обврзувачки постапки и активности и почитување на временските рокови за обезбедување на комплетна документација која е во согласност со постоечките законски регулативи и прописи. Пехчево и пехчевци за многу скоро ќе се радуваат на отпочнување со градба на капиталните инвестиции кои се од суштинско значење за функционирањето на градот. Наскоро во Пехчево ќе започнеме со изградба и рехабилитација на улиците во градот во должина од 3,5 километри. Тоа значи целосно да се заврши изградбата на 8 улици, а ќе изградиме и тротоари на истите.
Овој проект треба да заврши во првата половина на 2017 година. Започнуваме и со изградба на тротоари на една од најфреквентните улици во градот, улицата Јулија Веселинска, а до крајот на месец декември ќе биде целосно изградена и старата училишна зграда за потребите на средното образование од дисперзираните паралелки при училиштето Ацо Русковски. На големо задоволство на собствениците на викенд населбите, на викенд населбата, туристичката населба Равна река, ќе почне изградбата на канализационата мрежа, а ќе го имплементираме и проектот преку меѓунаrodната соработка за развој на туризмот со општина Гоце Делчев од Република Бугарија. Досега ги реализиравме или се во фаза на имплементација сите инфраструктурни проекти кои беа во мојата предизборна програма и 32 проекти кои не беа во програмата. Исто се во фаза на имплементација или се веќе реализирани. Сите со дослуг со граѓаните за кои тие се изјасниле дека им се приоритетни. Континуирано, посветено, честно и транспарентно инвестирање во инфраструктурата, во капитални инвестиции и во општеството е нашиот начин на работа, кој не се менува од првиот ден на мандатот па до денес. Во изминативе 3,5 години, општина Карбенци води енергична и исклучително активна општинска политика, секогаш имајќи ги предвид потребите и желбите на жителите за подобар и поквалитетен живот. Се она што е сработено и кои се проекти се реализирани и треба да се реализираат, денес беа презентирани од градоначалникот на општина Карбенци Зоран Минов. Во изминативе 3,5 години во општина Карбенци се реализирани 90% од предвидените проекти, за кои се одвоени 240 милиони денари. Советот на општината одобрил над 800 одлуки. Градоначалникот на општина Карбенци Зоран Минов денес презентираше дел од реализираните капитални и инфраструктурни проекти. Почитувани, општина Карбенци има инвестирано во улици и патишта во последните 3,5 години во вкупен износ од 138 милиони 498 685 денари. Урбано уредување 10 милиони 679 денари. Во основното образование, односно во школите во општина Карбенци, имаме инвестирано 8 милиона 473 271 денари. Во социјалната заштита и заштита на деца имаме инвестирано 15 милиони 72 денари. Во спорт и имаме инвестирано 9 милиона 295 илјади денари. Во водоснабдување имаме инвестирано 3 милиона 999 денари. Потребите и желбите на жителите од општина Карбенци за подобар живот ќе бидат приоритет и во следниот период за реализирање на голем број проекти од инфраструктурата, проекти за подобрување на условите во образованието и развој на туризмот. Веќе се обезбедени финансиски средства, рече градоначалникот Минов. Реконструкција на главната улица во село Таринци, во должина од 710 метри. Локален пат село Долно Тројгрици и село Горно Тројгрици. Локален пат село Радање, село Оджари. Локален пат село Цревулјево, село Руљак. Мост на Којдачка река на локалниот пат село Радање, врска со регионалниот пат R601 и кај археолошкиот локалитет Баргала. И останати проекти сакам да го најавам и отворениот пазар во селото Карбенци ќе се изгради и реконструкција на културниот дом во селото Таринци. Во изминатиот период само во патната инфраструктура до сега се имаат асфалтирано 27 километри патишта и 17 километри земјени патишта. Недостатокот од квалификувана работна сила во домашната индустрија е се поизрасен. Оваа појава станува алармантна во текстилната индустрија и затоа етно се неопходни ефективни мерки со кои ќе се надмине овој проблем, кој прераснува во реална закана за опстанокот на многу домашни компании од овој сектор. А како надминување на овој проблем, Организацијата на работодавачи на Македонија со предлог да се субвенционираат текстилните работници. Субвенции за текстилните работници, грантови или модернизација во делот на текстилната индустрија денес беше главна тема и идеја на средбата на Организацијата на работодавачи на Македонија. Идејата беше како директно да ги стимулираме работниците, како работниците да дојдат до поголема плата. И овде имаше изнесено повеќе идеи, значи дали тоа да биде одреден износ кој на платата ќе се дотира,
Дали тоа да биде во фиксен износ, дали работодавачот со тие средства што ќе се добиваат на база на извозот, кој колку учествувал во извозот, да има одредени средства со кои ќе ги зголеми платите на работниците. Ние не ги бараме како работодавци, бидејќи ни е битно да имаме квалитетни и добри работници. Дајте тогаш баравме да тоа го направиме преку директно вработените. Еден од предлозите кој што текстилниот кластер го даде, за кој што има писмен документ и барање, тоа е дека баравме брутото на плата да остане ист, значи трошокот на работодавецот во однос на работникот да остане ист, меѓутоа државата да се откаже од одредени, например персоналниот данок кој што е вметната категорија, да се намали, да се субвенционира во делот на пензиското и инвалидското осигурување, односно да делот што се доприноси ги преотстапи на работникот. А тука постои модус, затоа што вие ќе се откажете од придонесите што го прават веќе за странските инвестиции и тие пари преку данокот на промет повторно ќе отидат во буџетот, бидејќи работникот кој дали ќе добие 12 или ќе добие 14.000, тие се пари кои што ќе ги се потрошат во домашните компании и кај што ќе биде исплатен, мислам кај што ќе се плаќа данок на промет. Тоа е едниот начин. Другиот начин кој што се даваше предлог да биде кој што веќе е директна субвенција, линеарно да се даде одредена сума на пари за да се, односно да се субвенционира минималната плата. Според Светската трговска организација не е можно директно субвенционирање на индустријата, истакна председателот на Организацијата на работодавачи на Македонија Ангел Димитров. Примерот на субвенционирање на механизацијата земјоделска, кај што државата субвенционира 50% од трошоците за набавка на механизација, да не субвенционира на нас само за набавка на автоматски машини. Значи со кои сакаме да ја зголемиме нашата продуктивност, за да можеме да останеме конкурентни на светските пазари. Бидејќи само преку зголемена продуктивност може да се одржиме на пазарите и да ги зголемиме платите. А таа продуктивност не може без нова механизација. Одговорот на Министерството за економија беше дека со влезот во Светска трговска организација, со подпишување на тој договор, Македонија е обврзана дека не сме да субвенционира директно индустријски предпријатија. Но затоа од овде идеи дека не мора тоа да биде субвенционирање на опрема. Ево сега имаме одредени предлози околу минималната плата, дај да видиме таа можност тие работнички кои учествуваат со 30% од извозот на преработувачка индустрија да ги субвенционираме директно нив. За еден работник да се субвенционира е голема стимулација. Така би го запрел и падот на вработените во текстилната индустрија, а исто така би се зголемила и просечната плата, бидејќи од 2008 година бројот на текстилни работници се намалил за 10.000 и интересот за работење во оваа гранка е се помал, истакна Димитров. Но за разлика од нас, соседните држави имаат поголема подршка во делот на текстилната индустрија, истакна председателката на трговскиот текстилен кластер Маријана Перковска. Во Република Бугарија, која што е членка на Европска унија, текстилните компании добиваат разни видови на поддршка. Дали се тоа грантови, дали се тоа некои одредени резервни фондови кои што ги формира државата. Мислам дека кај нас не постои желба за да се поддржи текстилната индустрија. Треба да се изнајде модус за да текстилните компании бидат поддржани во делот на модернизацијата, затоа што тоа е единствениот услов како ќе можеме да обстанеме дури и со намален број на вработени. Главна цел на состанокот беше размена на мислења и идеи за измени и дополнување на законската регулатива во областите кои се од интерес на работодавачите и бизнис секторот во Република Македонија. Водостопанското предпријатие и подружница Брегалница Кочани го објави предлог планот за наводнување на земјоделските површини за 2017 година. Во наредните 7 дена земјоделците ќе можат да го видат и да достават забелешки или предлози за евентуална негова измена. И официјално објавен предлог планот за наводнување на земјоделските површини за 2017 година. Истиот јавно како документ е истакнат на огласната табла на водостопанското предпријатие, за да можат земјоделците да го видат и да достават забелешки или предлози. Нема некои поголеми измени во самиот план, многу минимални измени има кои што се на предлог на самите местни заедници. Сите предлози нивни од местниве заедници беа доставени во писмена форма до нас, на наше барање.
беа разгледани и врз основа на тоа беше изготвен самиот план. Овој предлог план ќе биде објавен долу 7 дена, во кои што 7 дена, значи може да го разгледаат самите водокорисници и да поднесат барања за измена врз основа, значи збориме не поединечно, туку преку нивните месни заедници или како група на поголеми водокорисници. До сега, вели Гоцев, преку местните заедници има поднесено барања за некои мали проширувања или скратување на полиња. Површините за наводнување остануваат идентични како лани, со 10.000 хектари, од кои најголемиот дел се под ориз околу 5.000 хектари. Откако ќе се достават барањата на земјоделците, ќе се пристапи кон доработка на планот, па како таков ќе биде доставен до Скопје, со цел да се добие целосниот план за наводнување на земјоделските површини за 2017. По повод одбележување 25 години од Уставот на Република Македонија, Центарот за правно-политички истражувања на Правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев одржа трибина на која беше промовирана книгата Создавањето на независна Република Македонија, внатрешни состојби и надворешна политика од авторите доцент доктор Дејан Маролов и магистар Оливер Митев. А промотор беше професор доктор Страшко Стојановски. Пред 25 години нашата земја го донесе уставот кој представува највисок правен акт со кој се дефинира државното уредување на Република Македонија. Со овој устав се отворија вратите за признавање на Македонија како држава. Од тогаш до денес уставот има претрпено измени во неколку членови, но и покрај тие промени единствениот устав што трае четврт век, истакна универзитетскиот професор Владо Поповски. Он е моделиран во делот на решенијата на Охридскиот договор и неколку решенија претходно со амандмани се преформулирани, особено тие првите два амандмани беа на членот 49 како приговор на Република Грција, каде што пишуваше дека Република Македонија се грижи за правата на малцинствата на македонците во соседните држави и таму беше прецизирано во тој амандман дека тоа се одвива само во рамките на меѓународното право. Политичките партии најмногу бараат уставни промени, а ние сме една од ретките земји во Европа која не води грижа за својот устав, вели професорот по уставно право Светомир Шкарич. Кај нас тие желби можат полесно да се остваруваат бидејќи во Македонија никој не го следи остварувањето на уставот во практиката. Ние сме ретка земја во Европа која не води грижа за својот устав. И ретка земја во Европа која бега од струката и од науката. А без наука, без стручна обсервација на уставот не може да се дојде до прецизни и јасни норми. Правото е јасно и применливо денес и овде. Ако не е јасно, тогаш што е политика. И затоа е примамлив уставот за политичарите. Едно поинакво гледање на случувањето од 90-тите години до денес е представено во книгата Создавање на независна Република Македонија, внатрешни состојби и надворешна политика. Каков беше односот на светските сили и на европските сили кон создавањето на Република Македонија во контекст на таа голема војна која го зафати просторот на поранешна Југославија? Заокружување на меѓународното признавање од поголемите сили и атентатот на Киро Глигоров. Значи, опфатени се најважните настани од периодот 90 до 95 година и представува еден обид да се фрли една поинаква слика од оноа што досега се знаеше за овој период. По повод одбележувањето на 25 години од Уставот на Република Македонија, денес во Центарот за правно-политички истражувања на Правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев се одржа трибина на која беше промовирана книгата Создавањето на независна Македонија, внатрешни состојби и надворешни политики од авторите доцент доктор Дејан Маролов и магистер Оливер Митев. Во спомен собата на поетот Ацо Шопов денес во Штип беше промовиран романот Златко Златец од авторот Велко Неделковски. Авторот е добитник на наградата Ванчо Николевски на Друштвото на писателите на Македонија за најдобра книга за деца и млади за 2015 година. Романот Златко Златец од авторот Велко Неделковски денеска беше промовиран во спомен собата на поетот Ацо Шопов во Домот на културата во Штип. Авторот е добитник на наградата Ванчо Николевски на Друштвото на писателите на Македонија за најдобра книга за деца и млади за 2015 година.
Книгата Златко Златец е организирана како серија од 4 мини романи, а времето во приказните е распослано низ 4 месеци, од август до ноември. Во романот се третираат темите: потребата за домашно милениче во семејството со едно дете, другарството, првата љубов, жетта за аплауз и популарност. Главен лик во книгата е 10-годишното момче Златко и неговото семејство. Значи, Златко Златец е едно момченце од 10 години кое што бујно расте, кое што сака што поскоро да му се подотвори таа голема врата кон непознатото, кон светот на возрастните, и малку и дури му се брза, нели? Меѓутоа, живејќи ги своите детски години, тој е добар другар, тој е добар ученик и така натаму, да не откривам повеќе. Едно дете кое што во еден миг понесено можеби и од општиот, некој би рекол, тренд да се има куќно милениче, сака и тој да има свое куќно милениче. Тука не идува еден мал, па не отпор, можеби несогласување првично барем кај домашните, кај својот дедо, неговиот дедор, кој што на Галена го вика дедор, нели? Неговиот дедор и кај своите родители, дека покрај предностите и сета љубов што возвратно може да си ја дадат Златко и неговото евентуално одбрано милениче, тој не знае се уште што би побарал. Тој доаѓа и вели на самиот почеток од романот вели: сакам да ми купите лав. Нели? Кој што не стои како желба негова првична. Велко Неделковски е македонски раскажувач, романсиер, драмски писател, поет и сценарист. Напишал и објавил голем број книги за најмладите читатели, меѓу кои Леп за тате, Големата соба, Втора смена, Пролетни авантури, сценарист е и на познатата телевизиска серија Во светот на бајките. Велко Неделковски важи за моќ неплоден автор, кој голем дел од своето литературно творештво им го посвети токму на децата. Околу 30% од уапсените 112 демонстранти гласале во Орегон или во друга сојузна држава, а најмалку 79 демонстранти или не се појавиле на гласање или не биле регистрирани дека гласале во сојузната држава. Протестите во САД продолжија и вчера, точно една недела по претседателските избори. Вчера повеќе од 2000 средношколци во Вашингтон се приклучија на протестите. Тие, како што принесе Вашингтон Пост, ја напуштиле наставата и излегле, носејќи знаци, марширајќи и викајќи, додека не пристигнале до пред хотелот, собственост на Трамп. Голем процент од нив воопшто и не гласале на изборите, но сакале да ги изразат своите фрустрации. Ние сме разнообразно училиште и прифатлива средина и чувствуваме дека администрацијата на Трамп ќе се обиде да не раздели. Протестираме за да покажеме дека сме обединети, рекол 17 годишен ученик. Италија ќе побара помош од Фондот Солидарност на Европската Унија за да се справи со последиците од земјотресите од оваа година во висина од 7 милиарди евра, соопшти италијанската цивилна заштита. Во земјотресот од 24 август загинаа речиси 300 луѓе. На 30 октомври имаше нов земјотрес со интензитет од 6,5 степени, во кој немаше жртви, но беше регистрирана голема материјална штета. Во барањето за помош не се вклучени штетите од земјотресот во октомври. Се очекува дека германската канцеларка Ангела Меркел во недела ќе објави дали ќе се кандидира за четвртиот мандат на изборите следната 2017 година, објави медиумската групација. Во извештајот се наведуваат избори од извршниот одбор на Христијанско-демократската унија на канцеларката Ангела Меркел. Портпаролот на канцеларката одбил во средата за агенција да го коментира погоре споменатиот медиумски извештај. На редовната пресконференција во средата, портпаролот на Меркел изјави дека канцеларката ќе ги појасни своите намери во соодветно време. Меркел сочена со острите критики поради својата политика на отворени граници за барателите на азил и пристигнувањето на земјата над 900.000 имигранти во текот на минатата година. Претходно рече дека одлуката за новиот мандат ќе ја донесе благовремено.
Одлични резултати постигнаа каратистите од карате клубот Партизан од Штип, начело со нивниот тренер Миланчо Черкезов на традиционалниот меѓународен карате турнир Ипон Куп во Лесковац, Србија, каде што освоија 4 златни, 6 сребрени и 13 бронзени медали. На турнирот настапија 23 члена од карате клубот Партизан. Златни медали освоија Леонид Трајков, Мелани Дмитевска, екипно Партизан синьорки во состав Симона и Стефанија Златеви, Тамара Доневска и Катерина Ивановска. Екипно Партизан помлади кадети во состав Марија Манева, Надица Митевска, Катерина Ивановска и Мелани Митевска. Сребрени медали освоија Леонид Трајков, Трајче Јорданов, Катерина Ивановска, Надица Митевска и 2 сребрени во екипна конкуренција. Бронзени медали освоија Михаил Кочубов, Ристе Гиев, Симона Златева, Тамара Доневска, Андреј Георгиев, Живко Костадинов, Марија Манева, Стефан Манев, Павел Симонов, Лина Евтимова, Елена Устичкова, како и екипно сениорите и помлади кадети. Најуспешен надпреварувач на карате клубот Партизан е Леонид Трајков со 4 освоени медали, 1 златен, 2 сребрени и 1 бронзен. Ракометарите од виничкиот клуб Торо Спорт и во есенската полусезона се најдоа на врвот на табелата со 7 победи на домашен и гостински терен. Јас како тренер на ракометниот клуб Торо Спорт од Виница сум презадоволен од постигнатиот резултат досега. Од вкупно 7 одиграни надпревари во оваа полусезона забележавме 7 победи, од кои 4 на домашен терен и 3 на гостински терен. Како и минатата сезона и оваа сезона сме на врвот на табелата. За овој успех многу работиме, многу тренираме, децата премногу се залагаат, премногу сум задоволен од нив. Публиката оваа година е во се поголем број на трибините, даваат огромна поддршка на клубот, работите се одвиваат во добар план, нема да застанеме и овде, ќе продолжиме и втората полусезона, се надевам со победи и ќе завршиме како и минатата сезона повторно на врвот и ќе го играме финалето за шампион на Македонија до 16 години. Амбициите кај членовите се се поблиску до врвот, мотивацијата е се поголема, а не изостанува и поддршката од публиката. После 7 одиграни надпревари во Пионерската лига на Македонија, имаме највеќе постигнати голови и сме први на табелата со 7 победи од 7 надпревари. Задоволен сум од нашата игра и се надевам дека така ќе продолжиме и во втората полусезона. Јас како голман на РК Торо Спорт сум презадоволен од постигнатиот успех од тоа што имаме 7 од 7 победени надпревари. Публиката која што се во поголем број ни дава мотивација за да го победиме противникот. Клубот Торо Спорт сезоната 2015-2016 ја заврши освојувајќи го сребрениот пехар и второто место во Пионерската лига на Македонија. Ова беше се во дневникот на Канал Плюс телевизија. Ви посакувам пријатна вечер.